Поранешните градоначалници на Кучани Николчо Илиевски и Радко Димитровски одат во куќен притвор, пресече штипска апелација. Судиите од апелациониот суд ја отфрлија жалбата на обвинителството. Екс-градоначалниците да го издржуваат притворот за дрешетки. Екс-градоначалникот Радко Димитровски му е прифатена жалбата за одземениот пасош, но не и жалбата за притворот. Градоначалникот кој си даде оставка по трагедијата Љупчо Папазов дефинитивно останува за дрешетки. Обвинителството вложи жалба за поранешните градоначалници, но не и за поранешната директорка на Државната пазарна инспекција, Анета Симеска Димовска, за која исто така судот одреди куќен притвор. Бидејќи обвинителството не вложи жалба за неа, таа е веќе дома. Според соопштението на Кочанскиот суд, 22 од притворените се жалеле за притворот, а на 19 мерката е потврдена. Од кои причини судиите одлучиле да го сменат притворот со поблага мерка за екс-градоначалниците, за сега нема информација, а од судот не сакаа да коментираат, бидејќи решенијата не биле правосилни. МВР продолжува со истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Последно претреси се вршаа во домот на сопственикот Дејан Јованов, а одземени за вештачење се лаптоп компјутери, повеќе мобилни телефони и документи, поврзани со бизнисот на импровизираната дискотека. Од обвинителството пак информираа дека сите снимки поврзани со трагедијата од Кочани ќе бидат дел од доказниот материјал. Обезбедени се и снимки од камери кои што биле поставени внатре и околу дискотеката. За трагедијата во Кочани под истрага се вкупно 27 мина, за кои обвинителството има основно сомневање за сторено кривично дело, тешки дела против општата сигурност и за примање подкуп. Со истрага се офатени уште 7 полицајци од Штипи Кочани кои според обвинителството одобриле лиценца за кабаре, иако објектот не ги исполнувал условите. Сите се думина се во 30-дневен притвор. Оваа истрага ја води обвинителството за организиран криминал. Меѓу осомничените од Министерството за економија се поранешен министар за економија, екс-државен секретар, раководител на сектор, раководител на оделение и помлад соработник. Осомничени од Државната пазарна инспекција се поранешната директорка и тројца инспектори, како и двајца поранешни директори на дирекцијата за заштита и спасување. Меѓу осомничените се и одговорни лица во дискотеката и членови на обезбедувањето. Истрагата опфати и 3 фирми.